Добар ден. Дебатата што ја отворивме минатата среда на тема дали синхронизацијата на ТВ производите од странско говорно подрачје влијае на нивниот квалитет и ја намалува нивната вредност, денеска ја продолжуваме од нашето студио со двајца гости. Актерот Зоран Љутков и регионалниот креативен директор на агенцијата New Moment Душан Дракалски се нашите гости за денеска, неголеми љубители на дебатата, но сепак ќе ги вкрстат аргументите на оваа тема. Се разбираме, покануваме и вас да се вклучите повторно и да го дадете вашиот став, вашето мислење на нашите социјални профили на Facebook и на Twitter, користејќи го хаштагот #ZebraMK. Зоран, ти учествуваш во повеќе серии во кои што се имитуваат со надсинхронизација. Дали мислиш дека синхронизацијата влијаеше на комерцијалниот успех кој што е неспорен, кој што го постигнаа тие серии и на кој начин? Па, вака, пошто јас сум еден од пионерите во надсинхронизација или нахсинхронизација, како поточно не знам се кажува, влеговме во оган со таа надсинхронизација која што бевме нападнати многу силно и не можевме да завземеме став некој одреден дали тоа би било успешно или не би било успешно. Но начинот како продолживме понатаму со усовршување на техниката, со усовршување на гласовите, со поголема актерска екипа и затоа што телевизиите издржаа во надсинхронизацијата и обстојуваат многу долго време, дури се планира и проширување на таа тема, мислам дека имаат многу силен комерцијален ефект, а со тоа и голем рейтинг и гледачите. Зошто за публиката е поприфатлива ТВ производ кој што е синхронизиран отколку нешто е титлуван? Па многу се има дебатирано на таа тема, но долги разговори, да речеме, со пријатели, со некои луѓе кои што се компетентни за тоа, да речеме и некои теми или семинари кои што се одржувале на тема дали да се синхронизира или не и што е подобро. Знаеш, секогаш ефектот е подобар кога нештото го слушаш, а не го читаш. Кога внимание повеќе обрнуваш на тоа што прават актерите, а не ти бега вниманието, да речеме, на титулот или дали ќе го стигнеш или дали не, што направил актерот, што се случило во сцената. Знаете, мене многу често ми се случува, да речеме, познатите серии ги гледам многу често или онлайн или ги даунлодирам, па ги гледам. Некои кои што не се со англиско говорно подречје, па го спуштам преводот, многу често имам можност и да си ја враќам, затоа што не сум го видел актерот што точно направил или што точно се случило во сцената. Тоа на телевизија не можеш. И затоа мислам дека на начинот како тоа го прават актерите, и ако е тоа добро оценето, дека добро го прават, мислам дека се постигнува подобар ефект отколку да е титлувано. Дуле, што добива, а што губи еден телевизиски производ со синхронизацијата и како ти како човек кој што се занимава со работа, со продукција, со режија, значи зад камерите, гледаш на овие се уште срамежливи најави дека синхронизацијата ќе се проширува и на другите телевизиски и филмски производи? Па по мене губи. Мислам дека било кој производ кога е синхронизиран, едноставно губи. Губи од своето авторство, губи од една оригинална презентација на тоа дело, дали е телевизиско или филмско, не гледам некоја голема разлика. Не знам каква паралела да ви направам. Например, ако земеме албум од U2 и сега да го препееме на македонски, затоа што така да го зачуваме јазик. По мене, дури и во рекламите, каде што реално во сите држави се користи синхронизација, ние имавме обид тука во Македонија пред, не знам, почнавме пред 5-6 години и повеќе да правиме реклами на стран јазик, значи на несоодветен за ова подречје и мислам дека тие супер пројдоа. Мислам дека едно дело треба да си сочува од својата оригиналност, а друго тоа што ние даваме некакви чудни, како да кажам, резултати на маса кога сакаме да оправдаме нешто. Мислам, апсолутно синхронизацијата во целиот свет, освен комерцијална вредност, нема друга. Не гледам друга вредност. Значи комерцијална вредност?
Па комерцијална вредност. Тоа значи дека една емисија може да се следи, односно да се восприема на некаков друг начин, да вие не знам, во кујна имате некој миксер, таму правите нешто и ја пратите емисијата. Ама тоа не значи дека таков тип на восприемање на една емисија или на една серија или на не знам што, дека ќе допринесе повеќе да влезете во серијата, туку ќе ви овозможи да правите нешто друго. Тоа е само комерцијална вредност. Меѓутоа, за жал во Македонија во последно време сите работи се оценуваат само комерцијално. Значи, ако нешто има комерцијална вредност, тогаш тоа е добро. Зашто е така, тоа е веројатно некоја друга тема. Меѓутоа, очевидно е дека, не знам, дискотеките се полнат со турбо фолк, дека тоа што има комерцијална вредност, некои ефтини песни се насекаде, и практично со тоа, по мене, повеќе се убива некаква култура, отколку што се создава. Тоа е некој мој став на таа тема. Што е со комуниколошката вредност на синхронизацијата настрана комерцијалната, кога телевизискиот производ се прави достапен за одредени таргети преку синхронизација, како што се децата, како што се повозрасните, нема ли тука комуниколошка вредност? Па по мене една турска серија достапна за децата, не гледам некоја. Не зборуваме само за турски серии, зборуваме и за цртани филмови, за генерално Цртани филмови се производи. друго, меѓутоа ние овде колку што разбрав говориме за синхронизација воопшто, значи. Како метод. Да, како метод, кој се користи во некои западни земји, се користи, не знам, во Германија, во Италија, и тоа се зема за пример. Франција, Шпанија. Да, меѓутоа не се што доаѓа од запад е добар пример. Мислам, во некои западни земји е легализирана проституција, тоа не значи дека е добар пример. Едноставно не гледам причина зашто тоа, ако го прават некои други земји, ние би го правеле. Имено кај нас, мене ми е некако драго што сум пораснат во таа средина, каде што имавме некаква мултиетничка заедница, каде што имаше многу јазици кои што може да се слушнат на телевизија, дури имаше, не знам, програми на српски, имаше на албански, имаше сите страни филмови беа на свој сопствен јазик. И по мене тоа буди кај било кој гледач една друга вредност. Едно внимание за да се види еден производ. Значи, по мене тоа внимание е потребно. Имам пријатели кои се, не знам, австрици кои не можат да следат еден филм кога има превод, бидејќи се навикнати Титул. да, кога има титул. Бидејќи се навикнати едноставно да го слушаат на германски јазик. Така да воопшто не го гледам тоа како мана, туку го гледам како предност. Едноставно ја сам себе се доживам дека можам да следам еден филм кога има титул и не би сакал филм кој е на јапански да го гледам на македонски, затоа што воопшто не ги восприемам тие луѓе така. Дали да речеме американците или англичаните исто така користат синхронизација на филмови кои што доаѓаат од неанглиските говорни подрачја? Ако што има, да речеме, и американците користат синхронизација, по мене американците измислија синхронизацијата. Дури имаат сега некои нови модели каде што се прави lip reading, не знам како се вика тоа на македонски, еден нов софтвер каде што се менува значи говорот за да одговара на јазикот. Односно, ако некој говори на англиски, се прилагодуваат устните да он едноставно изгледа како да говори на германски. Така да тоа е измислица на по мене на чиста комерција, на ништо друго. Мислам, нема никаква друга вредност. Од друга страна, ако одиме во таа насока да ги вреднуваме работите според тоа колку се комерцијални или не, онда не би постоел европски филм. Затоа што филмот е најуспешен кога е на англиски. Така. Така да не гледам причина зошто кога една светла точка во наше општество, заборавена од комунизмот, оставена така, да пројде, зашто ние не би ја оставиле да и идните генерации едноставно од мали нозе слушаат неколку јазици, повеќе јазици, да имаат возможност да пратат. Имаше една смешна ситуација во Македонија кога многу
постари луѓе почнаа да говорат шпански само заради тоа што некој таму Слушаа шпански серии. слушаат шпански Тоа е серии на всушност, телевизија. јас го гледам и таму проблемот, затоа што ние го извитоперивме македонскиот јазик од слушањето на многу странски јазици. Тука сега ја тоа не го оправдувам. Јас би бил многу среќен кога не би синхронизирале, туку би имале 24 сати македонска играна, образовна, информативна програма, тогаш воопшто не би имале потреба да синхронизираме. Би синхронизирале, да речеме, 10% од Увезената. Да, од увезената. Но тука имаме проблем што ние го расипавме македонскиот јазик баш од тој аспект. Нарочно еве овде во Скопје се зборуваше и долго време, па и сега се зборува српски, а не македонски. Дури од гледањето на тие српски серии, добро да речеме тој ни е близок јазик, па ајде да речеме дека и нема потреба лесно прифатлив сите балкански јазици. Тука нема да се сложам за тоа со албумот на YouTube, да речеме дека треба да го преведеме затоа што кога нешто оди во етер и од да речеме или од национален карактер или да речеме дека тој оди во етер за сите маси и е на англиски јазик, вие морате да дадете опција тоа да се преведе. Не можеме филмот да го пуштиме, да речеме на грчки и да нема никаков превод. Мора, но кога веќе мора да се преведе, што е подобро? Дали да го губиме времето во читање на титул, значи јас можем да земам книга и да го прочитам тоа дело, дали е адаптација филмот на некаков роман или на нешто, можем комотно да го прочитам, но тоа сум го приметил и секогаш сум се занимавал со таа проблематика, туку ми пречело кога гледам на телевизија филм и кога имам титул, она што ќе го пропуштам. Како тоа да го вратам, тоа внимание што ми избегало. Тя зависи колку концентрацијата. Да, концентрацијата. Пред малку спомна еве некаква, да речеме, хипотетичка ситуација во која ние исклучиво произведуваме македонска програма од сите сегменти, значи играна, телевизиска, детска, документарна и така натаму. Како актер, дај Боже да почнеме да извезуваме нели таа програма, како актер можеш ли да се замислиш дека твојот глас ќе оди на германски или на шпански или на грчки или на бугарски, знаејќи дека и гласот на еден актер е дел од неговиот филмски лик, но и од неговиот актерски имидж. Така, се сложува. И многу би ми било драго. Дај Боже да снимам нешто и да ме синхронизираат на секаде на светот, а најмногу би сакал на јапонски да ме синхронизираат. Баш би сакал да видам како звучи тоа. Многу е како да кажам, секако го губиме ефектот ние, дали со титул или со дури книгите кога се преведуваат губат на било кој кога тогаш да земеме да читаме на англиски јазик, да читаме, едноставно не го познавате јазикот. Нештото доаѓа. Ако сакаме ние да го видиме оригиналното дело, да речеме да си го гледаме, сега зборуваме за националните телевизии. Ние во секој момент веќе 90% сме во етер, во интернет, така да можеме да си ја симнеме серијата, да ја гледаме онлайн, да си ја гледате на каков јазик сакате, тоа не е проблем. И дека децата треба да учат да слушнат германски или италијански или француски. Мислам дека ние треба да си го вратиме првен јазикот назад, како што треба да зборуваме на македонски јазик, па дури после да учиме друг. Добро, сега има тука малце има еден проблем. Значи проблемот е, ајде да видиме што е тоа, што е предметот на синхронизација најголем, значи од каде почнува? Почнува од некакви си ТВ новели таму кои се по мене Ш категорија на воопшто не би сакал така да го учам јазикот, да гледам дали некој на некого му Да, тоа е квалитетот е дискутабилен сега. Дали е квалитетот доаѓа од некаков си таму рейтинг а тој рейтинг се ствара од тоа што се едноставно не се зачувува некоја права вредност. Туку вредноста се бара според тоа што може да се продае. Така да и во истиот тој принцип се наведува и синхронизацијата. Значи, ајде, ова може да го продадеме, оваа серија може да оди на телевизија. Таа е Ш категорија. И сега таа уште не знам дали е добра врз таа некоја Ш категорија серија да го ставиме македонскиот јазик и со тоа ќе го сочуваме. Не, тоа е чиста комерцијализација. Тоа не збориме ние за некакви вредности, не знам какви. Од друга страна, тоа води до крајниот стадиум кога се ќе биде преведено.
Значи кога една програма на телевизија ќе оди како кога ќе дојдете во Германија, на пример, не може да гледате ништо. Значи се е на германски. Тоа не значи дека е добро, тоа не значи дека тоа е едноставно комерцијална вредност. Никаква друга. Тоа може да води во две насоки. Ако телевизијата има некаков добар програм да се гледа, а ако нема добар програм, мислам некој да промени и да гледа некоја друга телевизија. Единствено нешто што го гледам како некаков позитивен аспект, ако се случи ова, веројатно ќе се случи, е тоа што можеби луѓето ќе се вратат во киносалите. А ако и таму почнеме да синхронизираме, онда одиме во некоја насока во која филмовите кои ќе бидат прикажани тука губат вредност. Друга работа е професионалноста на таа синхронизација. Значи колку не знам, на Германија има посебни методи како ги синхронизира нештата. Една Бугарија, на пример, ги синхронизира така што, не знам, гласот се слуша во позадина. Во Русија се синхронизира дури последниот Кајрон кога оди, се чита на глас. Еден актер ги синхронизира. Еден актер ги синхронизира. Значи, професионално да се синхронизира нешто е многу сложен процес. Воопшто не е тоа некој едноставен процес. И тој процес во некои земји е воспоставен на некое ниво. Значи, таму се добива еден документ од филмот кој што нема без тонски запис, за да може на него да се нареди другиот јазик, за да останат сите ефекти. Друга работа, во еден филм во кој се користат повеќе јазици, тој губи од вредноста. Мислам, да земеме некој филм кој е актуелен или неактуелен, да речеме Джанго, каде што некои реплики одат на француски. Значи, гледањето на тој филм на македонски ќе го уништи филмот. Ќе го уништи нашето доживување на тој филм. Добро, но Така тоа да, се исклучоци. Не се исклучоци. Значи, Франција, бидејќи го спомна европскиот филм. Моделот на синхронизација е комерцијален. Зарем Франција нема чувство за уметничката вредност на филмовите како земја која што ги синхронизира сите, ако се знае дека таа е срцето на европскиот филм, таму се одржуваат Франција е многу националистичка земја. Значи, воопшто не е, како да ви кажам, не е правиме тоа муабет земја само која за една земја, правиме муабет за многу земји, силни земји кои што го штитат јазикот. Кои што си го штитат сопствениот јазик. Идејата на тоа зошто е измислен европскиот филм, не е измислен европскиот филм да го гледаме заради јазикот, европскиот филм го гледаме заради школата на актерите и на режисерите, на кинематограферите. Ради тоа го гледаме европскиот филм, затоа што има сосем поинаков пристап и естетика од американскиот По филм. мене штитење на јазикот е нешто сосема друго и ниедна од овие земји не го прави тоа за да го заштити сопствениот јазик. Значи јазикот се штити со многу други работи, со пишување убави книги, со правење убави филмови, се штити со збогатување на културата, а не со синхронизација. Значи не може јазикот да се заштити ако ние синхронизираме турска серија и некој вика те сакам, не те сакам, трудна сум и не знам што, со тоа не се штити јазик. Јазикот се штити со збогатување на нашата култура, со многу работи на нашиот јазик. Ама тоа не значи дека нашиот јазик ќе стане побогат ако ние се обидуваме да преведеме некакви глупости. Ако национализмот е мотивот на Франција и на Германија, истиот е и на Шпанија и на Италија? Така ќе испадни пола Европа е збир на националистички држави. Не, мотивот е комерцијален. Никаков друг. Синхронизацијата е комерцијален мотив. Нема друг мотив у синхронизација. Тоа е единствениот мотив. Да можам да седам било каде дома и да пратам емисијата која оди на телевизија. Значи, не може да биде нешто комерцијално ако да речеме сега викаме дека е општо неприфатено, ако не може да се види уметничкиот доем од ако е синхронизирано и да биде толку комерцијално и популарно. Значи тоа е и популарно. И е прифатено, не само, еве да речеме и ако да речеме дека турските серии се од Ш категорија, имаме серии кои што се синхронизирани со висок квалитет, ако да речеме дека тие не се. Цртаните кои што се синхронизирани се исто така со висок квалитет. Има ли актерски капацитет во Македонија кога веќе се форсира синхронизирањето, значи да биде тоа на принципот на кој што го прават на пример германците. Вие се специализирате за еден американски или два или три максимално ликови кои што ги синхронизирате само тие. И кога ќе го слушнат вашиот глас ги асоцира на тој и тој лик. Значи има ли актерски капацитет во Македонија кој што може
токму тоа да го прави, да не ги слушаме на Тоа е математика, мислам, не можеме. Да, ние сме 2 милиона луѓе. Ама Од каде тој голем увоз, капацитет? имаме голем увоз на странски сите серии актери и да филмови кои синхронизираат, што ќе се поклопиме и ќе бидеме препознатливи. Прашањето се сложувам дека како го синхронизираме ние тоа? Како треба да се направи? Дека се уште сме, речеме, пак на едно речеме Почетно- 30-40% од она што треба да се прави и во однос на техника и во технологија како треба да се изработи тоа. Според мене би требало да се откупи серијата и таа треба да и се посвети доволно многу внимание, треба да се направи адаптација на она што го синхронизираме, дури потоа да се синхронизира и да оди во етер. Сега малку се брза, но секако А зошто дека се брза? има за да се напредок. да се стигне да се тоа синхронизираат зависи- сите. Не, тоа зависи од телевизиите, како тие ги откупуваат своите производи, колку брзо им стигнуваат. Тука е комерцијалниот ефект, колку сакаат да бидат први во тоа што ќе го пуштат, дали некој ќе ги поклопи, дали тој проблем јас не го Сметаш не го дека и разбирам. синхронизирањето на филмови, да речеме, од висока продукцијска категорија, значи од англиско говорно подрачје, исто така би било во ред, може да има капацитет тоа да се направи Има да биде капацитет, добро? Да, има капацитет. И мислам дека кај нас треба и да се отвори школа за синхронизација, затоа што гледајќи ги и останатите земји како синхронизираат, мислам дека имаме голем потенцијал за тоа да го работиме. По истиот принцип и титлувањето претпоставам може да биде доведено во прашање, зашто може да биде неквалитетно, неквалитетен превод, Па многу често е несинхронизирана- неквалитетно. Многу често, на пример, во титлуваните филмови сосем Да. погрешна Лошо преведено. погрешна Се добро. слика даваат за одредена ситуација. Како ќе изгледа гласот на Морган Фримен, на пример, или на Кристоф Волц од Джанго на македонски? Ќе се потруди некој да го направи како што треба? Да звучи добро. Може на ли, Дуле? македонски. Дуле, дел од рекламите кои што ти си ги направил, потоа биле синхронизирани заради потребите за албански телевизии. Дали со тоа изгубиле од својата вредност? Па, не знам кои се тие реклами, јас знам многу наши реклами кои оделе тука во Македонија на странски јазици. Значи сме направиле реклама на јапонски, сме направиле реклама на германски, тоа за владата на Македонија. Сме направиле реклама на англиски. Немал никој А како се никаков емитуваат проблем. тие на- Значи проблемот со титолот е дека еден човек за да може да следи титол му треба повеќе внимание, тоа и преска ви го кажав. Кога некој не следи титол, тој може да гледа било каде, значи не мора да се сконцентрира за да го следи титолот. По мене титолот е единствен начин како да се восприеме едно дело. Не може да се восприеми или да го познавате тој јазик. Меѓутоа, не може вие да восприемете еден филм, пробајте, значи без разлика дали разбирате германски или не, да гледате еден филм кој веќе сте го изгледале, да го гледате на оригиналниот јазик и да го гледате и на македонски некој го иститлува ако може. Ја искрено мислам дека не може, али тоа е мој став. Филмот губи. Значи, филмот е склоп на вредности, на аудио вредност и на визуална вредност. А начинот на кој ќе се направи тоа, едноставно не е ни близок до оригиналното дело. Не може да биде близок. Како да ви кажам, не може да се восприема една уметност на таков начин. Да едни двајца македонци да одат по Њујорк и да зборуваат на македонски и да и вадат, не знам, да влезат во некој акционен филм, да ограбат банка или не знам што да кажат. А што е Мислам, со тоа по кратењето мене- на сценариото, бидејќи при самата синхронизација, при самото титлување мора да се намали говорниот текст, за 30% се прави тоа, покажуваат истражувањата, значи самото сценарио трпи измени. Значи диалозите, монолозите и така натаму. Комплетно се менува структурата на едно дело. Значи може да заклучиме дека и при двата типа на превод губи делото. Не, губи при синхронизација. Значи, комплетно ја менувате структурата на едно дело. Например, ако имаме еден сетап некаде во, не знам, во некоја земја и одеднаш тие луѓе зборуваат на македонски. Значи, тоа е чувството дека си ти таму се губи. Сваѓаш? Мислам дека не е
Али, така например, дека ние ги правиме со синхронизацијата дека тие се македонски. Тие едноставно им е јасно дека се тие американци, дека се руси, ајде да прашаме мали шпанци. деца што мислат, дали мислат дека овие ТВ новели што идат на телевизија дека се тоа турци? Да. Па не би се сложил. Зборувам за мали деца. Тоа се за нив македонци, мислам, како да ти кажам, не се турци. Добро, децата имаат Сваќаш? извртена перцепција за Па многу да, работи. затоа што Децата не треба да гледаат турски серијали. Добро, тоа е Ама тоа не е тоа ред. Не тоа е е ред. веќе друго прашање, ама значи Тогаш и дајте Мадагаскар би требало да се во договориме. Македонија да биде кога ги синхронизираме Пингвините. цртаните, пингвините. Знаеш, има многу Финеси. Па Многу пингвините, финеси околу поготово таа. пингвините, Мадагаскар по мене е цртан кој е и за повозрасни. Пингвините од Мадагаскар многу добро звучат на англиски. Зоки баш учествува во синхронизацијата. Да, баш на... тоа сака да го кажам дека децата не можат да речеме дури и мене ми бега тој хумор, баш сега пресно ги синхронизираме тие цртани. Морам да кажам дека во тие се вложува многу повеќе труд, Потешко затоа е што да се синхронизираат да, цртани. потешко е да се синхронизираат затоа што во цртаните има многу фантазија. Значи нема да речеме дека и бега некогаш од реалноста, дека има многу повеќе фантазија и бајка. Така да мислам дека многу повеќе им се доближија цртаните на децата со синхронизација, многу повеќе им се обрнува внимание, затоа што и говорот е различен, и манирите им се различни, начинот на кој комуницираат тие меѓу себе. Така да По мене, значи, ајде вака да ги свртиме малку работите. Ние сме 2 милиона народ и не знам зашто за вакви теми се споредуваме со некои нации што се 80 милиона како германците или не знам таму колку се французите. И ја не верувам дека никој од нас би сакал да има дете што ќе зборува само македонски. Пошто со 2 милиона каде ќе се разбере? Да, меѓутоа на телевизија не го учиме јазикот туку во школа. Истото важи и за македонскиот јазик. Истото важи, да. Значи, апсолутно не постои по мене родител што би се задоволил неговото дете да зборува само македонски. Ја барем така мислам, не знам, ако грешам. Од друга страна, нашиот јазик не се збогатува со ваков тип на синхронизација, кој почна по телевизија кај нас да станува се помодерен, него, ви кажав, се збогатува со книги, со други некои вредности. А од друга страна, ако ги мешаме така работите, ако кажуваме дека синхронизирање на една комерцијална програма ќе не заштити нас во нашата оаза, мислам дека сме во голема грешка. Добро, ќе се согласиме да не се согласиме. Да, се надевам дека уживавте во размената на аргументите, иако имам чувство дека никој не отстапи од своите Не. позиции. За крај сакам да ја спомнам само она смешна синхронизација на К15 на словеничка телевизија. Најпознатата Кога синхронизација. синхронизацијата на К15 беше иститлувана. Ви благодарам што не следевте. Можете да не пратите и на нашиот Twitter профил. Нашиот хаштаг е ZebraMK, на Facebook групата Зебра. Ви благодариме. Поздрав!